Добро идете во студио за моите гости Лидија Димова, прв човек во СДСМ задолжена за евроинтеграција, во тој смисол прв човек се разбира, и Фатмир Бесими, прв човек во владата за евроинтеграција. Ви благодарам што сте гости, што се согласивте, особено Фатмир Бесими, да дебатира со опозицијата, колку и да изгледа тешко, особено овој извештај што го добивме од Приве, изгледа прилично проблематично. Говори за злоупотреби на власта на во сите можни сфери, односно одбира 5 сфери, како вели. Ако говориме дека проблемите од 5 наброени области, вели, не може да се негираат ако сакаме да бидеме сериозни. Ги негирате ли вие? Го негирате ли воопшто во извештај на Приве? Прво ви благодарам на поканата за оваа емисија и никогаш не одбиваме дебата. Значи, тоа е еден од демократските вредности во едно општество и сметаме дека без разлика што во многу работи може да имаме различни ставови, но дебатата е таа што не соочи со аргументите и на крај би требало да се дојде до некој решение кое сега стана многу честа тема во интерес на граѓаните, а не на партиите. Мислам, прво, од овој аспект сакам да потенцирам и значењето за мене на вакви дебати, колку и да изгледат тие во одредени моменти тешки со оглед на различните ставови и колку и тешките прашања кон власта кои се поставуваат. Секако. Меѓутоа и тоа и задача, затоа преземаме вакви јавни позиции со одговорност кај што и треба да одговараме. Господин Бесими, со овој ваш вовед, дали значи дека ја критикувате власта, односно ВМРО ДПМН и челниците, функционерите кои со години одбиваат да влезат, да се впуштат во дебата и со критичките медиуми се разбира, но и со опозицијата? Јас кажувам од своја перспектива. Својот став, а и тоа е позиција, односно и став на Демократска унија за интеграција. Ние секоја сме биле отворени за дебати. Дали навлегуваме сега да го отворам тефтерот и да видите колку многу од вашите луѓе во ДУИ биле поканети и никогаш не се одгласиле? Добро, за тоа не знам. За мене прв пат ме поканите во свое име. Не, секако, морам да кажам дека можеби во ваша емисија, но за другите емисии мислам дека граѓаните знаат дека имало постојано представници на ДУИ. Добро. Сега, дали сте сериозни, како вели извештајот на Приве? Не смееме да го негираме ако сакаме да бидеме сериозни. Да, многу сериозни. Го прифаќате извештајот во потполност, во целост? Тоа е извештај на Европска комисија и ние треба да го спроведеме. Се согласувате со сите злоупотреби за кои говори? Зборуваме за препораки сега, јас не сум тука да одговарам на прашање да, не. Јас сум дојден да кажам своји ставови, размислувања за кои може че имаме дебата и критики. Тоа што е во извештајот на Европска комисија треба целосно да се гледа секоја препорака без исклучок и да се пристапи кон нивно решавање, односно надминување таму каде што се слабостите во системот што се идентифицирани во извештајот. Тоа ќе биде јасната порака од Македонија за Брисел дека сме сериозни. Господино Димова, снимките покажуваат, како вели извештајот, сериозна политичка корупција на повеќе нивоа. Снимките кога се вели се разбира дека се мисли на снимките за прислучкување, односно така наречените бомби на Заев. Ги прифаќате, предпоставувам, бомбите на Заев како автентични и заради тоа велите дека ќе бидете сте резолутен да се справите со овие реформи, да ги започнете. Ја мислам дека ова прашање беше за после ќе одговорам. Значи, да, тоа е ново. Тоа е единствено ново нешто во извештајот на Приве. Се друго, значи сета содржина друга што е натре во извештајот е веќе видено. Низ годините напишано. Низ годините, почнувајќи од 2008 па наваму. Од 2008 кога прв пат Европската комисија кажа дека Македонија не го исполнува политичкиот критериум, значи де факто тогаш се знаеше дека изошто не добивме ни препорака, дека не го исполнуваме политичкиот критериум, значи до ден денеска сите поединечни наводи што се од Приве се нотирани некаде во извештајот на напредокот за Република Македонија. Она што е ново се прислушуваните материјали. Ново е тоа дека содржината веќе се смета за автентична, значи не станува збор дека таа е некаква монтирана, креирана и така натаму. Апсолутно, значи тоа е новост во целата оваа работа.
И се надевам дека како резултат на ова новина ќе видиме и резултат, нели, дел од акцискиот план и дел од преговорите, дека тоа некаде ќе се одрази. Еве го акцијскиот план. Предпоставувам дека оној акцијски план, како се вели, план на активност и реализација на итни реформски приоритети кој го донесе Груевски на преговарачката маса, вие учествувавте ли во него? Јас сум го подготвил тоа, односно секретаријатот за европски прашања во соработка со другите институции. Вие му го врачивте само на Груевски? Доставено на влада согласно процедурите предвидени. Имам забелешките, господине Бесими, на опозицијата и неофицијалните информации говорат дека и дипломатите биле незадоволни, што освен што се нотирани институциите кои ги спровеле, рокот за реализација делимично има некакви рокови, повеќето од препораките нема, но начинот на кој ќе бидат реализирани овие реформи едноставно е изоставен. Имате ли објаснување за овие обвинувања од опозицијата, но и од незадоволството на дипломатите? Мислам дека ова за дипломатите Реков дека не се неофицијални морам да кажам информации. дека прв пат слушам од вас сите нивни официјални стави на состаноци и поддржуваат процесот на реформите. Мора да сме аплаудираа на овој извештај. Не реков дека аплаудира. Добро, во ред. Поддржуваат реформи не за прифаќање или не. Оние укажуваат дека Македонија мора да пристапи кон реформите. И ова е првиот чекор. И ова е еден драв документ во работна верзија како што стои тамо и не се завршени комплетно ниту роковите, ниту конкретните мерки. Овој материјал треба да се дополни со конкретни мерки, активности и рокови како ќе се адресират сите препораки. Значи идејата е во ова рана фаза овој да се сподели и со политичките партии, не само тие од власта, туку и од опозиција, со цел да може да биде еден сеофатен или инклузивен процес. Так. Сакате да кажете, еве од тоа е прашање госпоѓата Димова, зошто вие не учествувавте? Зошто опозицијата заедно со владата во работни групи не учествувавте во ваков документ? Бевте ли поканети? Значи вака, ако е ова рана фаза, ја би рекла дека ембрионска фаза. Практично немаме ништо ние на маса, ако сме искрени. Она што го имаме е документ кој што се вика roadmap, нели, од хладот, значи диалогот на политичкиот пристапниот диалог на високо ниво, додадени со неколку барања од извештајот од 24 декември и плюс, значи, препораките од Прибер. И тие се ставени во рамките на истиот документ, додадени се тие препораки и тоа е се. И ништо друго нема внатре. Што очекувавте да има? Ние очекувавме, ние како опозиција очекувавме согласно она што практично е и дел од договорот, од нацрт договорот. Ево, ќе ви прочитам, мислам, ево пишува дека страните ќе се согласат да имплементираат сите препораки кои што ги дава Европската комисија во однос на системското владење на правото. Имплементацијата ќе биде ревидирана во контекст на инклузивен процес на high level accession dialogue, значи пристапниот диалог на високо ниво, вклучувајќи ги сите главни политички страни и граѓанското општество. Значи и граѓанското општество. Значи тие се две работи кои што требаше да се случат. Значи не се само вклученоста на политичките партии, туку и граѓанското општество на еден системски начин мораш да биде вклучено во изготвувањето на вакав сериозен документ. Добро, вие кога велите граѓанското општество, но имајќи го ја на ум всушност инволвираноста на граѓанското општество во целиот процес на опозиционата борба, односно протестите и тогаш може да се каже дека тие се опфатени. Вие постојано имате средби, контакти со нив и ги договарате сите потези и креирање на политиката. Јас не зборувам за вклученоста на или за соработката на опозицијата со граѓанското општество. Јас зборувам за важноста на граѓанското општество во дел на пристапувањето на Македонија во Европската унија. Значи улогата што сега граѓанското општество е драматично различна од колку улогата што имаше за време кога Хрватска пристапуваше. Но има причина што сакате да кажете, дека треба да бидат вклучени во работата на овој документ еднакво како и вие. Зошто не беа вклучени? Вие забелешката. Вие се рефериравте претходно на извештајот на Европска комисија и таму во делот на граѓанско општество првиот параграф почнува дека во текот на минатиот период кој го фаќаше извештајот за прогрес, секретаријатот за европски прашања имаше
поставена редовна комуникација со граѓанското општество. Мислам дека тоа треба Заедно да го се изготвивте, сакате да кажете и овој документ. Дозволете ми сега Не, ми поставив прашање и јас да се нека да објаснам. Да, ве молам. Сакам да кажам дека прво да расчистиме дека секретаријат за европски прашања во кои ги работиме овие процеси сме имали постојана отвореност према граѓанското општество, а и према новинарските здруженија. Мислам дека тоа е факт што стои во прогресот, односно извештајот за прогрес. Да. Добро. Значи, нема намера дека до сега секретарот за европски прашања во процесот на европска интеграција не ги вклучи. Во конкретно во овој случај исто така се планира системски, како што беше кажано, да бидат поставени и редовна комуникација со граѓанско општество и редовни брифинзи и со медиумите. Сакате да кажете дека заедно ќе седнете конечно на маса со опозицијата и граѓанското општество да изготвувате ваков документ? Во односно на прашањето што ги поставивте, како се подготвува документот и која комуникација со политичките партии, како што стои во договорот, тоа всушност се случува. Документот им е даден на политичките партии од наша страна како секретаријат, откако беше поминат во влада во оваа форма, во оваа рана фаза, значи ова е првиот прелиминарен драфт што е разгледан на влада и точно е, значи во овој драфт не треба да се очекува дека во прелиминарниот драфт дека ќе има начин на реализација. И нереално е за неколку дена сите институции да дадат на секоја препорака да дадат цел сет на мерки. Сега тие ги работат и наскоро ќе биде и тоа. Институциите, државните институции. Добро. Сите што се наведени во Тоа е ли идејата за изготвување на реформски план? Да бидат вклучени државните институции, а да бидат исклучени опозицијската СДСМ и невладините? Не молам, не реков јас така. Кога реков, во кој момент Јас ве прашувам, јас тоа не го кажавте, јас ве прашувам. Дали имате идеја да ги вклучите, освен државните институции, и опозицијата и невладините? Тие веќе се вклучени со тоа што сме го споделили ово. И како што стои во договорот, стои во договорот, можеби да говориме на начинот како да се пристапи, како да има инпут. Тоа да. Сам тоа ќе излезе во наредните денови како тоа ќе се оформи. Инаку дека има пристап да се вклучат, да. Тоа постои волја, се разбира. Да, и со тоа што сте го дале овој документ. И всушност пристапот на овој документ бил да бидат сите препораки како што беа спомнати од госпожа Димова, значи препораките во извештајот на Европска комисија и итните реформски приоритети, од прибе извештајот и ХЛАД. Значи тоа е сетот, значи мени на мерки што се односно листа на мерки што се дадени од Европска комисија сите овие извештаи. Господине Димова? Значи не се согласувам никако дека процесот на консултација започнат и во моментот кога вие ќе дадете копијата на опозицијата, затоа што по таа логика која дадете копијата и на member states, тогаш и нив ќе ги вклучите. Или ако уште пошироко ако дадете на другите држави, тогаш и тие сите ќе бидат вклучени. Не тоа мисламе начинот на кој што се гледа вклучувањето, затоа впрочем и постојат консултации и постои диалог. И се прави разлика меѓу тие две работи. Консултации значи дека ова што вие го правите, можеби ќе биде консултации под услов ако дел од забелешките ги прифатите. Ако не, тоа не знам што е. Реално. А диалог е да се договараме заеднички што од ова е применливо, што не е применливо. Зашто не ги поканите? Имате ли намера во следниот период да ги поканите? Ако дозволите, само че тоа е една работа. Втора работа да водиме сметка дека во вашиот акцијски, така наречен акцијски план, повеќе од половината работи се од роудмепот. Роудмепот ние го имаме од 2011. Таму имате задачи кои што треба да сме ги исполниле ние од 2011-2012 требало да бидат готови. Ево ќе ви кажам пример. Века среднорочна буџетска рамка. Од кога требаше среднорочна буџетска рамка? Плюс не е врзана со ИПА двојка. И се уште не е готова. Патем, како обрска оваа држава има среднорочната буџетска рамка од 2005-та. Уште со карци имавме ние пари, со кои што се обидувавме на Министерство за финансии да го натераме да изготви среднорочни буџети. Добре, јасно е дека многу од областите се отворени за работа. И само малку во однос на консултација и диалог. Да. Еве, отворено.
денес, утре, иако е викенд, повелете секретарот за европски прашања, ако сакате да работиме на документот. Секој ден е отворена покана за било кој дел да Отворен ден за опозицијата и за непартијните. Да, било како. Сакам да кажам дека интерес е овој документ да го направиме еден ефективен документ, да има резултати. И второ, тоа што исто така би сакал да кажаме дека во самиот процес на политичкиот диалог меѓу лидерските средби има и работни групи, каде што идејата е и тамо да се хармонизират и разгледуваат и да се дадат инпути од страна на опозицијата со цел ние да имаме еден документ кој де факто ќе донесе промени и реформи. Всушност, на крај во Брисел ќе гледат, било тоа да е во прогресот за извештајот за прогрес за Република Македонија, било тоа да е во Советот на Европска унија од декември, извештај ќе биде за Република Македонија, нема да биде за една или друга политичка партија. И ние ова од самиот факт што процесот на политичкиот диалог е со олеснување на Европска унија и Соединените американски држави, ние сакали или не сите сме вклучени во интерес на решението. Мислам дека во тој контекст ако ги поставаме работите, може да се да има прогрес за тоа што секој треба да вложи нешто. Конкретно на ова прашање, пошто се спомна и ова од родмепот, значи конкретно за ова прашање тие се дел од хладот и тие делови, тие компоненти се внесени. И затоа пристапот овде е да ги има сите овие три документи како што ги бараше Европска унија во нивниот. Не, господината Димова вели зашто не се сработени, а не дали се напишани, господин Весиме, да не ги мешаме. И ако дозволите, значи во рете ние да се вклучуваме, ама под услов, нели на англиски има, значи ако има good faith, значи под услов дека ние веруваме дека има добра волја од страна на владата. Во спротивно може да се добие впечаток дека продавате магла, како што искрено да ви кажам, мислам дека е во прашање. Продавате магла, го замајувате, ја замајувате јавноста со некаков документ кој што реално нема ни месо, нема ни скелет, нема и на сите не е јасно дека ништо нема да се оствари, затоа што повеќе од половината работи требало да бидат остварени до 2012 година. Како составен дел од хладот. И се зошто да веруваме дека сега ќе се промени нешто? Зошто да веруваме одеднаш дека владата од добра волја, пазете, ќе одвојува пари за спроведување на законот за рамноморен регионален развој. Па тоа е владење на правото, па мора владата да одвои пари за тоа. А ние се уште се молиме. И до ден денеска, иако е обврска дел од владот, се уште не одвојуваме пари за тоа. Овој пристап да се сподели и со опозицијата и да се направи еден документ и тоа уште во порана фаза е токму во тоа да се покаже добра волја. Мене ми е јасно дека нивото на доверба помеѓу власт и опозиција е на дното и затоа сме во оваа фаза на еден политички диалог како што се случува во овие денови, но ние мора да го направиме нашиот напор. Мора да се обидеме да направиме еден документ на кој сите ќе застанат и ќе кажат да, ова е тоа и да следиме имплементација и секој во предвидениот рок и во рамките на својата одговорност да го даде својата одговорност. Одлично. Во делот за неизвештајот за на Прибе за судството тука има и раде се на активноста што неодамна ја превзедовте, а тоа е за претседателот на Заев што ќе го апсите. Јас не сум. Вие ми се обраќате како јас да сум сега или обвинителство или суд или МВР. Тоа се случи неодамна. Јас не можам да одговорам на такви прашања што не се однесуваат на мојот дел на одговорност во институцијата што ја водам во владата, а исто така и политичките ставови од партијата што ја представам во влада се јасни во јавноста. Така, делите дека немате врска никаква со политичката криза, односно со ова прашање кој го спомена госпоѓата Димова. Како се вели во извештајот? Справувањето со бројните нерешени или предстојните случаи и истраги поврзани со тековната криза е посебен предизвик и ќе биде тест за функционирање на судството и јавното обвинителство на земјата. Сепак сте надлежен и токму заради тоа би сакала да ве прашам, сметате ли дека
според оние препораки кои беа неколку пати нотирани од странските фактори, дека паралелно заедно со истрагата за пуч, односно за Заев, треба и истрага за бомбите, односно за прислушкување. Конечно, јас го читам извештајот на Прибе. Да. Тоа што во последното што го кажавте стои во договорот од 2 јуни. Да. И како ќе се адресира тоа прашање и после треба да се одработи. Во делот на мојата одговорност, која во првиот дел од во вашето искажување на овој документ беше за мојата одговорност и ова е документот што вие го презентиравте, тоа што јас можам да направам. Сите препораки ставени на една табела, интегрирано за почеток, за да може да се од институциите, а секако и политичките партии да има инпут за тоа како ќе ги решиме. Велите дека немате врска со како функционира судството, јавното обвинителство кога станува збор за истрагите? Во однос на сите препораки што произлегуваат. А велите дека немате вие препорака за истрага за Груевски, например, за бомбите. Тоа сакате да кажете? Што сега вие сте ме канеле мене да ми кажете дали јас сум обвинител или јас сум... Не дека сте обвинител. Мислам да не извртувам. Вие сте Тоа што сум задолжен, јас го извртува. Вие сте задолжен, како се вели, справување со бројни нерешени предстојни случаи и истраги поврзани со тековната криза. Да, документот што го бара веројатно сите препораки се тука. Тие што се таму ги има во овој документ. Иако морам да кажам дека претпоставам дека по овој документ, пошто е во работна фаза, ние планираме до прва да го презентираме и со медиумите покрај тоа што имаме вакви настапи и на други емисии, за да нема вакви парцијални искажувања дека дел од тоа е поставено, дел не. Идејата и доколку нешто го нема таму, идејата е сите препораки да бидат на едно место, на ист документ. Да нема повлекување на некоја препорака да го има или не. Целосно да биде внатре се, а после како ќе го решиме тоа ќе излезе низ самиот процес, институциите и политичкиот аспект. Госпоѓа Димова, како ќе се вклучите вие во овој процес за кој говори? Надвор од процесот за кој говори господинот Бесими, мислам дека не ни треба толкав секретаријат за да ни направи копи-пейст табели од препораките. Значи тоа може една обична невладина организација со 20 работени да го направи. Тука нема некоја експертиза. Тоа е прво. Второ, не можете да се оградувате од одговорноста. Или сте вие дел од оваа влада, или не сте дел од оваа влада. Со тоа треба да ги прифатите и одговорноста за успесите, меѓутоа и одговорноста за неуспесите. Значи, не можете да кажете дека јас сум одговорен само за мојот дел. Па измислите луѓето во светот има така наречена оставка. Значи, ако јас функционирам како составен дел на некој механизам кој што треба да испрати заеднички резултати и ако мене не ми се допаѓа начинот на кој што тој функционира, па простете, ама во светот се знае. Вие барате оставка сега на господинот Бесими. Меѓу другото, јас секогаш викам, значи се работи, значи сепак мора ние во оваа држава да подигнеме нивото на вредности малку повеќе. Не можеме само да се криеме за другите скутови, мислам, навистина е. Не пријатно е ова да се слуша. Како прво, како второ, околу препораките. Ке видите таму дека голем дел од препораките кои што се ставени од Прибе, се ставени се мртва точка практично. Зависат од политички диалог, зависат од еден куп други работи и практично нема ништо за кој што може да се даде замав, да се турне, нема сила тука. И напротив, мислам дека со помош на овој документ вие влегувате во играта на Груевски и свесно или не ја замајувате јавноста дека нешто работиме. Добро, нека ви одговори. Да, слушав ја внимателно. Значи, прво, вие многу добре знаете институцијата Секретаријат за европски прашања, пошто сте били во делот на комитетот тамо, советот кога се следеше имплементација. Што ме избркавте вие, да подсетиме. Не е така. Како не? Да ве вратам назад малку? Може да разговараме во било кој момент. Тоа, вие таму е со навладините. Вие тогаш и самата рековте дека веќе сте стапиле во политичката партија со таа позиција и не сте представени веќе во невладините. Таму ние само баравме. Можеше да биде било кој, не ради вас лично, пошто... Не сваќате го ова лично. Не, апсолутно. Ние само го поставивме како прашање за невладините организации кои се представници
И тоа, ако се сеќавам, тоа беше, а не дека и претходно ние баравме информација за било тоа. представник на невладина Не значи дека е исклучен. Принципот Добро. беше согласно правилникот дека треба да се добијат материјалите 2 недели однапред, за евентуално ако јас не можам да дам, ја ќе се повлече затоа што Не, тоа- јас оставка дадов. Сте влегле во СДСМ. Не, Значи влегов во тоа- СДСМ и дадов оставка во МОЦЕЛ. Меѓутоа вашата задача беше вие да ги пратите материјалите на време и јас да ве известам дека не доаѓам и на моје место да дојде друг од мојата организација. Не, ја мислам Добро, дека прекршена е процедурата. Не е за процедурата. Не Добро. зборам. Сега детали може да се вратиме да го расчистиме. Нема намера да не се пратат материјалите кога на сите им се праќа. Кога се транспарентни. Да, Само два не дена, одговорив. 2 дена пред седмица. Не одговорив на ова. Ајде, Значи, хубаво. прво, значи, од тој аспект да кажете дека во секретаријат и за подготовка на ваков документ не треба стручни лица, мислам дека тоа и вие знаете дека не е така. Ама ова ништо не е копи-пейст, само препараките. Не, Сам знаете ли не е многу добро? само копи-пейст на препараките, тука има поврзаност на референтни документи, има и адресирање на институции и тоа на крај крајeva тоа треба покрај овој документ да се дојде со ова треба да се постави цела рамка на координација со сите институции надлежни, активирање на работниот комитет за европска интеграција и позади овој документ Колку време ќе стојат- ви треба за не тоа? ќе ми треба. Тоа се е поставено. Но сакам да кажам дека ова не е само еден човек ќе седне и во Excel табела ќе пишува copy-paste. Не, Туку веројатно колку време ќе ви активира- треба за спроведување на овие реформи, например. Прво тој аспект. Втора во тој аспект на одговорноста, ние секако дека треба да пристапиме на имплементација на реформите. Тоа што сега во визави власт и опозиција пред се, и да бидеме поексплицитни СДСМ и ВМРО, значи тој политички диалог е во тек. И ние треба меѓувреме додека трае политичкиот диалог кој треба според моја оценка од тоа што го гледаме во процес да заврши што е можно побрзо со некој договор со кој ќе даде шанса на овие препораки и реформи да се исполнат со поддршка, политичка поддршка од целиот спектар. Зборувам за најголемите политички партии во земјата. Со цел ние овие да ги спроведеме. Тоа е основата, тоа е што го очекувате. Разбирам, но поентата на господјата Димова беше друго. Дека ни сите овие години идентични забелешки и барања за реформи ви била ставени на маса. Токму заради тоа и спомена дека е потребна некаква оставка. Се насмеавте кога рековме дали токму од господинот Бесими, но практично во тоа се состои сушност поентата. Зошто овие реформи не се спроведени низ целиот овој период? Ново е, на почетокот рече господјата Димова, само нотирањето на бомбите, односно лентите за прислушкување. Ама и самиот факт дека министерот за надворешни работи ви е ставен како куче загар зад вас, не ме остава да работите. Мислам, зборува многу. Искрено зборува многу. Секој се определува за свој аспект колку ќе зборува и колку ќе биде во тоа што го кажува. Тој е вреден по вашиот тим, сакате да кажете. Јас сакам да кажам дека тоа што е во делокругот на мојата одговорност во европска интеграција, апсолутно се обидувам да го реализирам согласно моите законски ингеренции во најдобар можен начин да постигнеме координација. Не секогаш со сите институции може да постигнеш иста ефикасност во имплементација како што би посакувал. Меѓутоа, целиот процес мора да се Околу овие проблеми кои се нотирани, повторно ќе се вратам, но она не може да се негираат ако сакаме да бидеме сериозни. И говори се, разбира, на политичка корупција и на секаков тип на корупција на сите, на многу нивоа, на повеќе начини. Дали во низ овие години, додека вие сте вице-премиер, дали вие во владата или на Дуи, или на Ахмети, или на Груевски, сте им говореле за ваквите злоупотреби? Не само во влада или во, јас сум ги кажувал и во собрание и јавно кога имало препораки, тоа може да видите од стенограмите, и од стенограмите и ова од разни вести, клипи. Значи вие сте биле свесни за овие злоупотреби. И јавно сум ги Кој бил кажал, нивниот одговор? јавно сум ги кажал сите овие што се препораките од извештајот и по институции и во
тие документи што ги следиме преку ПЛАТ, јавно сум ги... Добро, кој бил нивниот одговор ако вие сте им кажале дека постојат практично злоупотреби во сите сфери во општеството? Сега ние ги следиме кој како имплементира. И сега Оние тоа да, задоволни ли сте како имплементираат Ахмети, Груевски ваков тип на реформи за кои говорите дека вие лично имате политичка волја? Сега ние во овој процес, неколку фази назад ги има, неколку години назад ги имаме извештаите каква е оценката и на Европска комисија. Со тоа што во одредени извештаи тонот на критиката бил појасен во одредени области, но до сега за волја на вистината, значи до сега Македонија постојано добивал препорака за започнување на преговори, но тоа што е важно и за ова година, јас го кажав од Брисел во една прилика, значи дали ќе има препорака или не. На Македонија нема да ја служи препорака која нема да ја заслужува. Значи, што сакам да кажам, дека на крај крајава препораката што треба да ја добие Република Македонија се однесува на реформи кои се за нас како граѓани на Република Македонија. Тогаш зошто сме добивале низ овие години препорака, ако сите овие реформи низ сите овие години само повеќе и повеќе се зголемува нивното барање? Кој ќе одговора да вклучиме? Да не биде само па ќе одговорам и еден вид на интервју. Значи, според мене, повторно ќе кажам, да имате пред вас со години назад извештај во кој што ви пишува дека нешто фали, дека не достига и вие да сте одговорен за тој сектор, мислам дека треба бара некаква реакција. Значи, лично од вас. Ево, оставете го ВМРО. Оставете ги ресорите кај што се ВМРО. Ајде да видиме каде ресорите што ги држи ДУИ. Ево, земете го, например, секретаријатот за рамковен договор. Колку години наназад се зборува дека треба да имаме да направите некаква ревизија и за првичната застапеност, значи и го чекаме. Сега дел од препораките тука е да се направи таа ревизија и да се објави, да стане јавно пристапна. Ево тоа е работа на ДУИ. Се уште не е направено. Колку пати треба Европската комисија, колку години наназад ни ја бара бројката на државни службеници. Измислуваме те регистри, некој ќе го направи регистарот ова, те ќе го направи она. Пред известно време имавме конференција на кој што имаше представник од Министерството за информатичко општество и администрација дојден и значи таа ни кажува, ни соопштува некоја бројка која што наводно вие сте испратиле во Брисел во ноември минатата година. Сега прибе, вика повторно го нема бројот. Значи некој лаже. А пошто тука кажавте дека Прибе нема проблем со Прибе, значи се лаже на секој ниво. Друга работа, какав е јавниот долг? Ќе го дознаеме ли ние нешто? Или ќе ни остане мистерија, да не правам муабет за пописи, за записи, за не знам што све. Значи има тука работи за кои што верувајте, не постои никаква оправданост. Ќе дознаеме ли колку пари влада троши на реклами во медиумите? Или и така биде мислење? Чекајте, нека одговори господин Десими. Јавниот долг какав е? Ви постави стари прашања, но ревелите без одговор. Еве ви шанса да ни одговорите, господин Десими. Какав е јавниот долг? Јавниот долг има на веб страната на Министерството за финансии. Исто така јавниот долг го има кога се доставува буџетот заедно со фискалната стратегија и стратегијата за Значи ги има таму, нели? Да, меѓутоа како процес. Зошто не сте задоволна неговиот одговор? Затоа што мислам го нема. Тоа што ние немаме основни податоци во оваа држава. Апсолутно нема, не знаеме колку работници ни се вработени во јавната администрација. Добро, колку имаме работници во јавната администрација, господин Десими? Тоа исто така. Сега јас не можам да кажам во момент пошто немам секојдневно се примаат. Посебно со оваа изборна кампања на Груевски. Не, секојдневно се примаат. Туку не со институцијата што го прави тоа и овој податок говорен за мораториумот. Да, окей, ама тоа затоа и ги ставаме тука сите работи. Околу владините реклами е ви одлична прилика да кажете. Владините реклами прво има сега одлука да нема веќе во овој период владини реклами. А до сега? Да, до сега. Тука ова едно конкретно, ова што кажавте, како јас обидував дел од овие работи да ги укажувам во влада. Ова е еден момент од аспект на владините реклами, каде што сега ги има за 3 години наназад објавени на веб страната на владата на Република Македонија. И
тоа што исто така беше укажување и претходно, иако имаше различни размислувања дека тоа го има, сепак ние инсистиравме како што бара Европска комисија со и со износ и со институции, односно медиуми да бидат објавени. Сепак не е ова целосно завршен процес, значи треба и го што вие викате дека нели се зборува мораториум ќе има, нема веќе да трошиме на медиуми, нели? Кажате дека тоа е случај. За владините кампањи, нема веќе. Па во вашиот акцијски план има куп случаи каде што вие имате кампањи. Кампања за подобрување на односите со ова, кампања за меѓуетнички, не знам, кампања за толеранција, кампања за... Како мислите тие кампањи да ги сведите, да ги спроведете без медиуми и без пари? Само тој дел уште разговарам, затоа се... Не, конкретно и мене ме баш ова ми, што сте толку детално што го анализирале, тоа е исклучително позитивен сигнал, затоа што нам и во ова што го правиме ни треба јасен и добар коректор. Значи, ова сме го дискутирали вака, како што го кажавте вие, и на влада, кога беше ова, имаме забрана како ќе одиме за ова. За ова ќе ни треба дополнителни консултации, дали само за овој дел. А зашто не ги правите тие кампањи бесплатни? Гледате колку ќе беше поедноставно, не вклучете во дискусијата, па ќе ги имате. Тоа е идејата сега, да видиме, да имаме инклузивен процес. Јас не еве сега во ова емисија кај вас, но генерално, и ќе го кажам и во наредни денови. Покрај тоа што се води тој процес на политичкиот диалог, отворена во СЕП ќе отвориме, ќе се дадеме начин да има вклученост на политички партии и на невладиниот сектор. Идејата ние во најмала рака, барем документот што треба, значи она документ на домашни задачи, да го склопиме начин, ќе кажем да, ова се нашите приоритети, после како ќе се спроведе секој во својот дел на одговорноста, да можеме да го следиме. Добро, тоа веќе го кажавте. Да. Тоа веќе го кажавте. Со ставање мораториум за владени реклами, всушност се согласувате ли со нотирањето на прибе дека купување политичка поддршка од медиумите преку финансиско поддржување е неприфатливо и треба да се применат строги правила за владено рекламирање? Практично дека се корумпирани медиумите. Тоа е предвидено во препораките, тука дека тоа треба да се адресира. Не само со тоа, со секоја препорака треба да има... Новинарите работат со страх, се согласувате ли со тоа? Не сум новинар, ама не сум новинар да кажам, но сега ова го поставам на тоа што цело време значи се согласувате. Треба ли се согласувате ли со... Сега ова го претворивте вака во, мислам... Со препораките на прибе се согласувате и со констатациите. Јас сум тука дојден да разговараме и од почеток го кажав и сега, и за работи за кои не се согласуваме имаме различни ставови, ама дека се согласувам со сега тоа малку... Не се согласувате со со овие забелешки на прибе, не разбирам. Не, за тоа, да, се што има препораките, но во моментот така го сватав, можеби и погрешно. Да, нема проблем. Добро, господине Месими, ако веќе го отворите, значи, вие имате намера да го отворите процесот и да вклучите и политички партии, политичките партии, да речеме, ќе имат добра волја да влезат во оваа фаза на процесот, ќе вклучите невладини организации. И после година дена ќе го добиеме извештајот и повторно истите работи ќе бидат нотирани. Мислите дека невладините организации, политичките партии ќе толерираат уште еднаш, да кажеме вака, уште еден дебакл и уште еден лош извештај на Европската комисија? Зошто би се вклучиле во пропадната приказна? Политичките партии не би влегле затоа што... Но заеднички ќе ги спроведувате реформите, не би го разбирам прашањето. А невладините организации... Дилемата е следна, бидејќи со овие стари прашања. Освен, кажав што е ново, единствено пуч и прислушувањето. Значи, бидејќи се сите стари прашања, стари неколку години, никаков акцијски план, дури со вклученост на опозицијата, ако нема политичка волја, а таја нема, затоа што толку години ни се повлекува, дека ниту еден акцијски план да ги реши проблемите. Прашањето е дали истите политички актери треба да ги спроведуваат реформите. Сметате ли дека
вклучувајќи ве и вас се разбира, не можете да бидете иземени. И начело со примерот Груевски, тоа е всушност главната битка околу Заев и Груевски, дали Груевски треба да остане, дали треба неговите најважни луѓе да останат во таа преодна влада. Заради тоа што Еве Груевски можете да го сметате за символот, за мозокот на тие злоупотреби, ако судиме според бомбите за кои и освен тоа, можно е да бидат организирани избори, се разбира, и од него и од неговите најважни луѓе низ целиот овој процес додека траат преговори, а го имаме април како судбоносен ден за избори. Да. Овој е цел сет на препораки со реформите што треба да следат по тоа е неопходно бара политичка поддршка. И таа политичка поддршка или политичка волја ќе дојде кој, како ќе го спроведе од тоа што ќе се договорат лидерите на политички партии. Затоа и почетокот да го кажав и сега, за да ова биде ефективен, за да биде една успешна приказна, да биде не само една хартија, кај што се излистани препораките, мора да се постигне политички договор и како тоа ќе се спроведе. Кој е вашиот став сега да прашав конкретно? Дали истите политички актери треба да спроведуваат реформи? И јас сум за тоа. Заради тоа што тие се виновни всушност за овие злоупотреби кои се нотирани од Прибе. Ја го гледам процесот сега како може да се спроведе. Во конкретен случај, за да има политичка поддршка, треба да се постигне договор помеѓу партиските лидери кој и како тоа ќе го спроведе. И мислам дека тоа е што и треба на Република Македонија. Без во моментот да имаме оние различни ставови, дали се треба да се смени или се треба да остане. Јас мислам дека одговорот на тоа ќе излезе од таа маса кај што се политичките лидери и ова да се фокусира. Тоа се нивни самостојни одлуки, сака да кажете Ахмети сам ги донесува одлуките или заедно со вас и со консултација на правителството? Сакам да кажам, ние се консултираме и во партија и секој. Па кој е вашиот став, прашувам, дали Груевски треба да остане? Дали истите луѓе треба да останат? Мојот став е дека тоа што политичката партија го презентира за да се постигне диалогот, односно имплементација на договорот од 2 јуни, а тоест вклучува и како ќе се организира владата за да го реализира тоа. Како што стои во 2 јуни. Дали тоа ќе вклучува опозиција со министри или како тоа остане? Јас не би сакал да се изјаснам за тоа што одговорот на тоа прашање е на друго место. Драго би било ако остане Груевски. Еве на поинаков начин ќе ве прашам. Немам потреба заедно да ги спроведувате овие реформи. Јас вака, пошто гледам дека сакате да ги поставите работи, да ги персонифицирате. Се разбира, господине Бесими, институции кога се вели, тоа се мисли на луѓе кои работат во и кои ги водат, не се мисли на зградите. Да, но вие заборавате дека јас сум бил министер и во друг состав на влада со СДС. Па сте преживеали, сакате да кажете? Не, сакам да кажам дека јас кога постапувам во влада, не постапувам дали имам лични преференции према еден или према друг премиер. Никој не вели дека треба никого лично да сакате ли? Дали Груевски е способен да спроведе реформи, ве прашувам? Јас викам дека какво решение ќе дојде за тоа прашање ќе биде од масата на лидерите. Или пак да цитираме Беро Димшовски, се сеќавате кога даде Боцевски оставка, нече за да тргнат евроинтеграциите на Македонија потребен е нов премиер. Не е потребен подпредседател на влада. Доку нов премиер не треба, и тоа се покажало со годините дека е така. Тоа ќе го кажат четирите лидери што веќе се во тој процес на изнаоѓање на решение како ќе се имплементира тоа што го бара Европска комисија. А вие ќе се согласите на што и да е? Затоа што тоа треба да биде еден политички консензус на главните политички партии. Што но вие имате лична одговорност, собствена, имате интегритет, имате достојство. Значи ли тоа дека се согласувате на се, без оглед на тоа кој ќе биде прв човек во владата? Јас било кое наметнато решение ќе го ако се однесува прифатите? Ако се однесува на прашање на личен интегритет, тоа мислам дека граѓаните досега имале прилика да го виде. Мојот личен интегритет како член на влада
и во сите позиции што сум ги реализирал до сега. Госпоđo Dimova, сметате ли Ако е дека... за прашање во однос на вашето прашање дали со се согласувам, јас моите стави секогаш сум ги правил транспарентен. Во момент кога ќе оценам дека треба нешто да кажам или да постапам, Сега не е тоа моментот. Тоа ќе го знаат сите граѓани. Сега не е моментот да го кажете. Сега тоа што го кажувам, тоа е мојот став. Добро, госпоđo Dimova. За разлика од мене, значи евроинтеграциите се стратешка определба, стратегиска определба на оваа влада и на претходната, меѓутоа на оваа влада се исто така. Од програмата на влада се гледа дека тоа е втор приоритет на владата и јас ги гледам како успеси или неуспеси на владата. Не ме интересира дали е тоа ВМРО, дали е тој Дуј или е не знам кој. Значи владата колку успева. Владата на господинот Груевски од 2007 година до денеска нема заглавено во евроинтеграциите до гуша. Ја морам да признам дека и вие што се напативте да го водите ресорот, заслужувате до некаде да ви се восхитувам. Ама фактот е дека ние не сме мрднале во евроинтеграциите. Не сме мрднале. На што му се восхитувате ако видите дека не сме мрднале? Сме уназадиле. Тоа е уште потрагично. Ние дури на нас да се радиме што до извештајот на пример веќе тоа го покажува. И во една ваква ситуација да имате дилема дека треба да си оди Груевски, мене ми е нејасно. Мислам, навистина не сваќам дали дното ќе го поместиме подоле, каде ќе одиме? Може би сакате да се изјасните за Ахмети. Во врска со што? Дали тој треба да се замени од тој? Не. За Ахмети знаете дека е не, но за Груевски Затоа што реков дека... Зашто не велите не или да за Груевски? Да, треба да замине, не треба да замине. А за Ахмети сте така одлучени. Затоа што ние во партијата имаме доста јасни и прецизирани и програма, и начин на функционирање, и тоа знам со сигурност дека човекот што треба да ја води партијата е господинот Ахмети. Без разлика на бомбите за прислушкување кои ги слушнавте, господја Димова, имате ли коментар? Треба, сметате ли воопшто дека политичките партии треба реформа, длабока реконструкција на самите политички партии, а не само на владата и на институциите? Значи, една работа ни открија бомбите, дека имаме ние ужасни проблеми со општеството. Значи, нема да кажам државата, ќе кажам со општеството. Лично сметам дека тоа е резултат на 9-годишното владење на Груевски и од некои нерешени проблеми пред тоа, кои што дополнително се отворија, се не правија поголеми, меѓутоа главниот виновник за мене е господинот Груевски. Ние се наоѓаме сега во фаза кога треба да ресетираме државата и ако тоа не го направиме веднаш и храбро и одважно, за жал не верувам дека ќе имаме уште толку држава. Ќе одиме во банкрот невиден, ќе се распаднеме сосема и од тука мојата значи токму затоа сакам да ве натерам да го погледнете ова и од страна на личната одговорност. Сите ние сме лично одговорни. Вие сте лично одговорна како новинар. И јас како активист до вчерашен и сега политичар. Вие како влада. Сите ние носиме одговорност за извештајот на пример. И крајно време еднаш да го погледнеме сериозно и да кажеме дајте луѓе да собереме сила и да направиме реформи, ама тие реформи не може да ги направи човекот кој што ја растори државата. Тој се вика Никола Груевски. Во однос се согласувам во однос на тоа и тоа се обидуваме да го направиме. Тоа го правиме да направиме една табела, односно план, каде што сите работи ќе бидат поставени и ќе се гледа на површина што за тоа има волја да се направи и на кој начин да се направи. Мислам дека тоа е начинот на кој се обидуваме како и ја лично како дел од владата во мојот делокруг на активности да го направам во овој период што е исклучително комплексен од политички аспект. Ве загрижи ли фактот на кое ниво е политичката култура кога станува збор за меѓуетничките односи и говорот, реториката која ја слушнавме од страна на голем број министри, па и премиерот, особено за албанците? Бевте ли разочаран, повреден, понижен? Да не ги цитирам, би било премногу, преневкусно. Да. Ако
ако треба да функционираш во политика успешно, да постигнеш тоа што се цели, мора да внимаваш емоциите, да не се водиш само од емоциите, да пристапиш рационално. Ние како општество имаме уште многу работа. Тоа што се уште многу работа во однос на подобрување на меѓуетничките односи. И тоа е трансформација или промена на менталитетот. Ние мора да се гледаме едни со други како сограѓани, а не како конкуренти или било која друга формулација да се направи. За мене лично било какви епитети во таа насока се неприфатливи. Тоа се страшни навреди и дисквалификации. Јас искрено ве поканувам да дојдете пред влада да видите што зборуваат албанците и да видите колку албанци има таму. Не реков дека луѓето не се разочарани или фрустрирани од такви квалификации. Реков дека, кога поставите мене прашање, дека политичарите мора одговорно да пристапат. Значи, и да ги адресират исправно сите овие прашања или проблеми што ги имаме во општеството, не само во системот, во општеството. Така, зошто тогаш не ги адресира самиот лидер на ДУИ Али Ахмети, кој навистина вие сите од ДУИ учествувате во овие злоупотреби и корупција за која говори Прибе, и слушајќи ги дополнително и бомбите за прислушкување, зошто не се одважите вие, Ахмети, да излезете од таа влада? Ние ги кажавме, го кажавме само на тој начин ќе покажете дека сте за евроинтеграција. Ние од тој аспект го имаме кажан и нашиот став во однос на тоа секаде каде што има криминал или кршење на законот, треба да се сноси одговорност. Значи, ние исто така како политичка партија во нашиот политички амбиент, каде што се гласи пред се во нашиот политички плурализам, значи пред се гласи врз на етничкиот презнак, значи политички партии од македонскиот блок, од албанскиот блок, Турци и други има се своји политички партии. Не се разбираме, вие ги аминувате, давате зелено светло на сите злоупотреби кои говори Прибе, господине Бесими. Не даваме зелено светло. Добро, тоа е ваш став. А вие сте дел од владата, господин Бесими, како може да биде тоа мој став? Не, ама тоа е ваш став за позицијата на ДУИ. За позицијата на ДУИ. И не треба ли достоинствено да се замене во таков случај? Ние кога вака има успехот, има една изјава. Успехот може да биде заедничка на сите, меѓутоа одговорност е поединечна. За секој дел. И така ќе се адресират најсоодветно работите. Меѓутоа, кога зборуваме за политичка одговорност, претпоставам на тоа мислите како ДУИ, тогаш од тој аспект ја сакам да одговорност. Бомбите ќе покажат и истрага конечно и кон ДУИ, претпоставам. Потреба за истрага. Ако каде што има ДУИ го има, ДУИ го има кажано својот став за тоа. Све има во бомбите за прислушкување каде има докази за корупција. Јас генерално кажувам тој став. За сега, вели господин Димова. Да не сте слушнали некои бомби за Бесими. Не, видете, не, ама ако реално зборуваме, само пошто има импликации, знаете каде? Кога се сеќавате кога зборуваше Ставревски од позиција на министер за финансии, кога викаше они сакат европјаните мене да ми дадат буџетска поддршка, да ми дојдат буџет, да ми гледат што правам и на крај го кажа консултантите од Европа, они се корумпирани. И што ја сега не ве разбирам каква. Кој е одговорен за ИПА? Јас за консултантите. Така. Вие сте одговорен. Не можам да разберам сега, ова е обвинување од ваша страна. Извештајте на главниот ревизор што нека има еден доказ за ова, дека јас сум вклучен во некој криминал. Ве молам, мислам, ако тоа е намерата на емисијата. Не, друго ви говори госпоѓа Димова. Вие сте одговорен за начинот на кој што се трошат ИПА парите. И ако вие во извештајот на главниот ревизор забележувате 1001 забелешка во кој што се вика едни исти консултанти ги добиваат тендерите, имате проблем со актор, имате проблем со куќата под кирија на Милеја Некиевски, извинете, ама вие сте НИПАК. НИПАК ги координира, меѓутоа договорите ги исклучуваат
институциите, Тоа не, не е ама проблемот тоа... од државата, што тоа- секогаш има некој друг. Не, ама вие сега чекајте, сега кога зборуваме конкретно, вие обвинувате конкретно дека јас сум во ИПА во некој или можеби не е така, ако не е така, ве молам пошто сме во иста емисија да расчистиме. Дека во тоа што се евентуално ако има во одреден искази за одредена корупција во одреден проект, дека јас сум вклучен во тоа. Ја не реков дека Не, дека вие сте одговорен за парите. ги замижувате на таков Не, тип не корупција. може За да тоа се говорам, замижува, дека сте доколку- инволвирани да, во корупцијски да. сделки. Океј. Добро, јас ви благодарам што бевте гости Фатмир Бесими и Лидија Димова. Ви благодарам и вас на поканата и можноста да разговараме Исто, заедно. благодарам. Да.